верувам дека со ова вклучување ќе дадеме идеја на многу родители, баби и дедовци како да ги израдуваат нивните внуци, нивните деца. Станува збор за детска представа насловена Металковци патуваат, која што ќе се одржи оваа сабота на 7 март со почеток во 11 часот во Националната опера и балет на Малата сцена. За каква представа поточно станува збор и нешто повеќе за проектот Фамилија Металковци во продолжение слушаме од моите денешни гости Мицко Дамјановски и Александар Ниник. Добро утро, добро дојдовте во утринската емисија. Најпрво ќе го започнам разговорот со вас и ќе ве прашам зошто вреди дечињата да дојдат и да бидат дел од оваа представа. Добро утро, пред се благодарност за одвоеното време на телевизија Телма. Сметаме дека се помалку време се обрнува за програма на дечињата, односно со проблемите на возрастните ги имаме малку запоставено. И првичната мисија која што ја започна сам колегата Нинич, всушност има за цел да на еден начин да кажам регрутира млади музичари, односно дечиња кои што ќе пробаме да успееме да ги убедиме да се бават со оваа професија. Еве нека не е професија, нека е како хоби, меѓутоа да во својот живот имаат еден така убав момент одвоено само за себе време, кое што ќе го посветат со инструментот, преку кој што ќе можат понатака и да патуваат, како што всушност се разговара и во самата представа. Кажете ми, има ли заинтересираност до сега? Да, веќе вие најавивте една, всушност имаме уште една представа од 13 часот, се распродаваат картите многу брзо, најавени се представите пред само неколку дена, интересот е навистина голем и се надеваме дека тие што ќе дојдат навистина ќе имаат што да видат и ќе излезат задоволни и насмеани од нашата сцена. Може ли накратко да појасниме за каква представа станува збор? Велите ќе има што да видат. Да, ние сме всушност учесници, петорица сме актери и музичари воедно, брас квинтет, кои што преку нашите инструменти ќе ги прошетаме децата низ целиот свет, односно ќе изведуваме музика од од Мексико, од Франција, од Италија, од Русија, малце во Африка, ќе отидеме и ќе се вратиме дома повторно во Македонија. Сето тоа преку еден убав драмски текст и секако дела од разни делови на светот. Кажете ми, бидејќи напоминавте дека повторно ќе се одржи представа во 1 часот, станува збор за истата представа, односно ќе има реприза. Да, поради поголем интерес мораме да одржиме уште една и со надеж дека и следниот викенд на 14 повторно ќе се дружиме. Да се надевам дека ќе има уште детски представи, дека ќе има голема заинтересираност, ќе има за што да зборуваме. Александар, сакам да ни напоменате нешто повеќе за проектот Фамилија Металковци. Која е главната мисија на овој проект? Што сакате да постигнете? Така, добро утро. Главната мисија со Металковци започна во 2022 во ноември, кога и пристапивме директорката, тогашната директорка на Македонска филхармонија Тина Иванова, со идеја за збогатување на програмата на Малата сала, и со цел доближување на класичната музика, а воедно и елементите дувачни инструменти до пошироката публика. Всушност, јас тоа го замислав како една основа за најмладите, една основна едукација за најмладите, а многу често и самите наставнички се изненадени од фактите кои што се кажани на тие представи, како инструментите свираат, која музика се свири на нив, која тема од познатите филмови е износена на тие инструменти и така. Сметате ли дека досега има позитивно влијание врз дечињата и самото тоа подигнување на таа култура за посета на вакви представи? Апсолутно. До сега представата изведена, да не претрам, сигурно повеќе од 100 пати. Дело тоа било во Малата сала на Македонска филхармонија, еднашка во Гевгелија, во градскиот парк на школка. Меѓутоа, фидбекот кој што го добиваме, тоест повратокот од информациите кои што го добиваме од наставничките и од училиштата кои што ја посетиле представата е неверојатен. Зборуваме за нацртани цртежи од инструменти кои што ние им ги задаваме како домашна задача на крајот од самата представа. Зборуваме за колажи кои што се направени во форма на инструменти, во форма на концертни сали, кои што се уште ги чуваме како нашите драга меморија од сите тие представи изведени до сега и кои што навистина ни значат, а сепак ќе речем од сите тие 100 представи, ако само едно дете решило да земе лимен дувачки инструмент во рака и да изведува или да свири или да го учи инструментот, јас сметам дека мисијата е успешна. Само едно дете, а верувам дека се повеќе. Што да очекуваме во блиска иднина, освен представата која што ја најавивме оваа сабота и исто така ми напоминавте идниот четврток?
Така, идната сабота, значи оваа сабота, идната сабота имаме по две представи, тоа се представите на колегата Мицко, Металковци патуваат. Потоа следуваат изведби на представите во месец април, ќе следат уште неколку представи Фамилија Металковци за познавање, која што е таа првична представа која изведувавме претходно. И се надеваме до јуни да се одржуваат овие представи, со тоа што од септември најавуваме нови епизоди, нови авантури со Металковци. Благодарам за одвоеното време. Се надеваме дека ќе реализирате уште голем број на представи и дека ќе ги најавуваме во нашата утринска емисија. Благодарам.